Слика прва. Језус учи луѓи. Во оваа слика Језус Христ ги мучи луѓи за Бога. Бог не направи нас. Он е само Бог. Луѓи се одвоиле од греој и лоши пути, а Бог ги воли све луѓи. Језус дошов од Бога, ознае све Бог, сели Он е Син Богов. Језус дошов за да научи луѓи за како да воли Бога и опе. Ме слушајте, ја ќе ви кажем вам што ги научив Језус луѓим. И вие може да го познате Бога сви за верност Негов. Слика друга. Две куче. Језус кажа една историја за двајца мужа. Еднојот направи една куќа за себе на врот карпа. Ова има темел сигурен. Кога мечава дојде, оваа куќа не се истура. Другој човек га направи куќа свуа во песок и кога дојде мечава, куќа негова се истура све. Али и ние треба да направиме живот наш со темели здраве. Темели јаке за живот е школо Језусово. Ако земете да учите што како учи Језус за Бога, и тога ќе биде јаке и здраве, никад на живот нема да имаме проблеми и да далеку не ќе има снага да не истура нас. Слика со број 3. Видело треба да свети. Што ќе правите со видело во темнина? Еден човек во оваа слика га чува свеча негова во руке да свети во цела куќа, а други човек е ненормален и свеча га скрија под една кошница. Језус е свет од цела дуња. Он ни кажа пут за ке Бога и кога ќе ние ќе веруваме речи Негове, другите гледаат видело Богово ке нас. Језус Христ реков: остајте видело наше, нека свети, напре свакому и за они да гледаат убавштине Твоје, најхубаве што си направ, и поштовање Богово за во џехнет. Ние не треба да криеме видело Богово, туку да оставиме други да гледаат и да чует за Језус Христ. И тога ќе можеме да научите таке путој Богове. Слика со број 4. Аске романски удри едного чифута. Еден војник ромски тепа едного чифута. Војник му зефи мантил негов. Што може да правите ово човек? Језус ги им реко луѓим: да не мислите да вратите гарес на луѓи што може да ви прават нешто лошо вам. Ако некој вас ве мане на лице десно, вие му дадите и нека ве мане вас и на лево. И ако некој ви зима кошула, осете нека ви земе и мантил ваш. И ваке мие не требе да земеме гарес на овие луѓи, сели Бог реков: ја ќе го земем гарес и вас ќе ве отплатим. Бог ќе ги казне тие луѓи што прават лошо на оваја живот. Ели и после мрешка, значи таке Бог реков, да ги отплатиме со убаво сви противници наше. Слика со број 5. Двајца се молит Богу. Еден човек се моли Богу на пут. Он сака да луѓи го верует и да го надинует него. И Бог нему му одговора. За молбе вакве. Језус реков: кога вие се молите, идите во куќа ваша, затворите врата и му се молите Богу, и Бог ќе ве види што се направило воскриено. И Он ќе ви плати вам. Бог знае што ни требе нам. Не требе да се молите многу Богу. Требе да му речете фала за молбе наше и таке да се молиме за друге. Требе да му тражиме да ни поклони нам за нешта нехубаве, што сме правиле мие, и да му се молиме да не чува, оддај далеко и од лошој путој од шејтана. Слика со број 6. Луѓи лоше сие траве лоше.
Во ова слика видиме кога јене луѓи лоше сие траве лоше во една баша сијана. Они се противници од газда, што ga имаат оваа баша. И газда не го трна овие лоше траве, да не исаби расади друге убаве. Он исчека дури собра во јесен. Он ги одбра траве лоше и ги изгоре. Шејтан ги сијав луѓи лоше со луѓи убаве, богове на оваа дуња. Кога ќе дојде време, Језус ќе се врати Јопе, он ќе ги одвое лошете со овие што верует на Бога. Он ќе ги земе убавете со себе дур века и лоше ќе ги фрли во огин и катран шејтанов. Слика со број 7. Језус со деца. Еден ден јене луѓи донесле деца своје ке Језуса. Они тражиле да ги барне со рука деца нине и да се моли Богу за деца нине. А јене друге сакале да вратит ке себе. Али Језус не беше задоволен на тие што правиле на него. Гим реко: не ги опирајте деца и остај ги, нека дојдет ке мене. Судење Богово не може да биде на деца. Језус гим реко: не убавете. Ако не менате и да се направите ка деца малове, вие никад не може да идете ке Бога. Оваја сака да се рече: кој бив што ќе пане и да се напре ка деца, е голем ке Бога. Другари, тие што се надинует и мислицели се поголеме од другите, не може да бидат од сај ка Језуса. Слика со број 8. Овчар и овца. Језус му кажа историја своја. Еден човек имаше 100 овце, една му загинала и му останале 99 овце. И отишо да ја тражи. Ошо да ја тражи тие овце што му загинале. И кога ја нашов, он се страдувал многу. За овија овчар и за тие 99 други. И таке Бог не воли за никој да не се види ка загинат и оделен од него. Сели они оделене идат на пут шејтанов. Језус е овчар убав, сели он дојде да не куртали сви мужи и жене што се загинате и од пут Богов. Слика со број 9. Измечар непоклонет. Еден измечар му имаше јене паре цару да му врати, али он немаше како да му ги врати цару. И тога цар даде изен да го продаде измечара за хамал. Измечар му се помоли цару за убавштине и тога цар го поклони. Цар тога и све паре што имав му ги даде измечару, му ги поклони, значи. И го остај слободен. Овија измечар најде едного измечара другого што му дугував, njemu јене паре. Измечар неозбилен, за мало него уби човека и го стај во затвор. И тога измечар му кажа цару што му се десило. Цар тога му реков измечару што нема мехрамет. Ти си требав да имаш мехрамет за ового човека, ка што имаше ја за тебе. И тога цар го остај и него во затвор за цев живот. Другари, Бог ќе ни поклони за све нешта лоше што сме правиле, али ние треба да поклониме што друге ни прават нам лошо. Слика со број 10. Радници земаја плата. Овие радници дошле да земет плата што радиле. Еден од нив да земе плата не можеше се ли заработав подосно и направи помало работа. Али газда беше еден убав човек, он му даде една плата ка што зимале за цев ден, али он ради за пола ден. Али други радници радиле све дан и они толику зеле плата. Еден што радив цев ден, зев на буни. Еден што радив цев ден, зев да буни и тражи више. И тога газда му реко: другаре,
не сум бив во неправо со тебе. И си примав за да радиш за оваа плата, ја може да правим што сакам со паре мује. А си се налутив со мене, зашто јас сум срце големо. И таке Бог ќе даде свим тијам што веруваат ке Језуса. Не е бакшиш за да напреш убаво, е бакшиш Богов за сви што имае срце големо. Слика со број 11. 5 жене пред врата. Језус кажа една историја за 10 жене младе, они чекале еден банкет да почне. Нечекано дојде новожена. 5 од жене беа готове да се здравујат со него и они ги упалиле сјалице нине и отишле на банкет со него. 5 другите се кажале ледичке отум и немале газ за ламбе. Нине и они отишле да купит и тога кога дошле да купит, врате од куќа се затвориле и они седале да викат за да отворит врата. Тога новожена ги им реков: ја не ве познавам вас. Другари, Језус е во Дженет сега, али еден ден он ќе се врати на земја Јопе. Мие не знаме кој ден ќе дојде. Мие треба да бидеме готове за себе, за во Дженет. Али тија што не се готове никад нема да идет во Дженет. Слика со број 12. Газда и измечари негове. Како може да бидет готове за кога ќе Јозеф се врати? Човек најпотребен се врати во куќа, кога он беше надвор. Измечари негове пазиле за паре негове, али 20 измечари правиле бизнес со паре негове, биле више од него. Кога газда дојде одма, тие 20 ги пофали и ги им даде бакшиш, али тречиот му ги скрив паре газдине и таке не заради ништо. Газда беше се омрзив за измечара зашто беше многу мукаетен и го напуди од куќа негова. Језус воли за да ние радиме за него, дур он се врати. Ние треба да волиме и да поможеме друге и да научиме за Бога. И Језус ќе рече многу хубаво: дојдите и одвојте убавштине со водителя. Слика со број 13. Језус се кршти. Многу години во Израел бив еден човек што име му беше Џон. Он ги прекажував луѓем се ли он требе да се врати на свој пут и да веруе само за самого Бога. Он што верувале на Џона се пак зуале во вода. Беше еден нишан што они го волија за да Бог им поклони грешке нине и да ги опачи живе луѓим за џаба. И он, значи Џон, реко: по мене ќе дојде еден најак од мене и он ќе ве пакзува со душа убава од Бога. И тога Језус даде ке Џона, он никад не направив греој, али он тражив да се пакзуе. Кога Језус илезе од вода, нешто присало му се десило. Душа Богова дојде ке Језуса и ка глуп он му реков Језусу: ти си син мој, јас сум многу со тебе задоволен. И тоја ден Језус многу нешто хубаве луѓим и тога виделе се он имаше сила Богова. Сега ќе гледате слика со број 14. Језус вика поможници. Језусу му требале јене луѓи за да го поможе него и он сакав да научи за Бога и таке они да научи други луѓи поред. Еден ден, кога Језус скиташе при една вода, видев една риболовци. Ме пратите мене, ја ќе ви научим како да фаќате рибе. И одма они паросале мреже и отишле по него. Он одбра јоште 8 друге и му се напреле
12 душе. Svi oni se napravile pomožnici njegove, Jezusove. Oni se napravile učenici njegove. Oni vidjeli sve ubavštine Jezusove, što Jezus gim napre i oni vidjeli se li on beše praten od Boga i ako verujeme Jezusa, će idujeme po njego, toga će verujeme se li on je praten od Boga i take on voli da ne nauči nas sve što znaje za Boga i take mi je da kažeme drugim. Slika so broj 15. Čujek so bolest lebra. Jedan dan čujek bolen od lebra dojde ke Jezusa. On pana na kolena pred Jezusa i mu rekao, ako sakaš ti može da me olečeš mene. Ljudi drugete imale strah da mu se nabližit ovomu čujeku što imaše ovija bolest. Ali Jezus, što beše mnogo žalosen za ovoga čujeka, barna i mu rekao, ja sam gotov. I mu rekao, ozdravi go Bog. I odmah on ozdrave i mnogo se straduav, gim iskaža svim ljudžim. Drugari, greju se ka bolezi, što ne odvovat nas od Boga, ali ako mi je će vratime za ke Jezusa, on će ge oleće od sve grehoj. Slika so broj 16. Jedan čujek vliza od krov. Jezus beše vojna kuća i ge učiše ljudi za Boga. Četvorica druge donesle jednogo čujeka so paraliza i v ovaja kuća, ali oni ne mogli da vlezet vo ovaja kuća od mnogo kalabalak. I vake otvorili jedno mjesto vo krov i go fuknale bovnogo vonutra. Jezus mu rekao bovnomu, sine moj, greoj tvuje se poklonile. Jene vodnici izraelske beše se nalutile za Jezusa i mu rekle, Bog je samo jedan što može da pokloni greoj. I on ne može da veruje se li Jezus je sin Bogov. I Jezus mu rekao čujeku bovnomu, stani, zemi zebanše tvuje i može da ideš doma. I toga Jezus gim kaža, se on je praten od Boga i on je so snaga Bogova da pokloni greoj naše i tako ima snaga Bogova da ozdrave i bolezi naše. Slika so broj 17. Jezus zdravi ruka jednomu čujeku. Ovdje gledame Jezusa so vodnici od Izrael. Beše jedan den, ka ne druge denoj, koga čiputi se molile Bogu, šta reč nin beše, za nikoj na ovja den ne može da rabota. On beše jedan čujek so jedna ruka paralizirana. Izraeli gledale Jezusa za da vidjet za on može da ozdrave bovnogo. Jezus praje za ljudi. Oni volija za da Jezus gazne zakon njin i oni da go ubijed Jezusa. Jezus ge praša vodnici. Što može da prajeme na zakon vaš za ovja den? Da pomožeme ljudi Eline, Izraeliti, ne rekao ništo. Toga Jezus mu rekao insanu, pruži ruka. I on pruži ruka i svi mogle da vidjit. Ruka ozdravena i mnogo pojaka od kašobila. Drugari, mi je treba da poštujeme Boga, ali treba i da pazime i drugi isto take, ako ne poštuje Boga, ako ne poštovaje za Boga, je badijava i bez reč. Slika so broj 18. Jezus miri mečava. Jezus i venici njegove proiđele je na jezera, ali vo ne čekano stigne na mečava golema, duri voda gim vleze vo brod, duri brod poče da se vrati. Jezus spav na kraj od brod, venici njegove go razbudija i mu rekle njemu, neli imaš gajle ako da mi će umreme? Jezus stana i so malo glas zbor na mečavi, mirno, sedi mirno i mečava opre odma i toga Jezus se vrati ljudžim. Zašto sve mnogo uplašene, a ne verujete ke mene? Toga vernici
се почудиле и рекоа: кој е ово што и ветер, а и вода да опре и да му се разбере njemu? Другари, Језус има снага на све што се створило на света. Нека веруеме ке Језуса и нека не имаме страх од Него. Сега ќе гледате слика со број 12. Една жена во мнозина. Една жена во Енкалабалак била болна за 12 години. Она верувала че Језус ga оздраве, али она имала страх да збори со Него. Она помислила и реко: ако ја ќе барнем алишта Негове, ја ќе оздравем. И таке она могу да ги барне алишта Негове и одма оздравела. Језус упази една јака снага му избега njemu. Тога опре и реко: кој барна фалишта му е? Али таму имале многу луѓи околу него. Али жена, знае се он сака да рече за на, тога она дојде со страх и му сена на колена пред Језуса. Тога Језус ги реков: верување твоје ке мене те оздраве. Иди сега полоку. Вакве луѓи во дуња имале многу. Језус ге познава и Језус ге пази сви. Он пази и вас. Он воли за и да вие идете ке Него, да веруете на Него. Сега ќе гледаме слика со број 20. Језус и едно малово умрено. Ѓориус беше еден потребен човек. Черка негова му беше многу болна. Он викна Језуса да дојде и да му оздраве черка. Али пред Језус да дојде, дече негово му умрело. Језус му реко Ѓориусу: немај страх, само верувај. Луѓи друге желаат од жал, али Језус ги извади сви надвор. Језус го зе Ѓориуса, жена негова, во куќа ке што беше дече негово умрено. Језус го почукнува со рука на рука негова и му реко: стани, дече малово. И одма стана и поче да мрда и му дале да јаде. Он нешто мрешка е оружана јака од шејтана, али Језус има снага, биле и на мрешка. Тие што веруат и го прати Него, и они не треба да имаат страх од мрешка. Језус е појак од најдалеку. Сега ќе гледате слика со број 11. Језус и жена туѓа. Еден ден една жена туѓа дојде ке Језуса, зашто черка нејзина беше болна од душе лоше, сатане. Она му се моли да ги оддалечи овие од најдалеку. Језус беше чифут и за тија он дојде да поможе чифути, а треба он да поможи и друге туѓе пред луѓе своје. Овие е какво пре да му дадеш леп кучето и да остаеш деца своје да умрет за леп. Али жена му реко Језусу: и куче може да јаде од троје што панует од леп. Језус ги реко: вие веруете многу на мене, вие ќе најдете што ќе тражите. Женака се врати за дома, го најде дече оздравено и тоја болест лош беше му избегав и го остај дече слободно. Језус ге воли и ге поможува све луѓи, било што и какве се. Воли за ние да веруеме на Него, драго које сме и од кеде сме. Слика со број 22. Језус со еден човек што не чуе и не збори. Едни луѓи донесле едного што беше глу и нем. Откако се родив, Језус му барна ке уши и ке уста. Језус врати глава за ке небо, за ке куќа Богова и му реко мужу: зборни. И дојде време муж да зборне и да чуе, први пут на живот свој. Луѓи се почудиле, рекле: Језус прае многу нешто за луѓи вакве, кај што се луѓи неме или глуе. Да напрека сви,
On može da napre uši naše da čujeme i da razbereme za reči Bogove, Biblia, da napre uši naše da čujeme i da razbereme za reči Bogove, Biblia. I poslem će poštujeme Jezusa i će zborime rečoj najpačne za Njego Jezusa. Сега ќе гледате слика со број 23. Језус му отвори очи едному слепу. Еден ден Језус испрати едного човека што беше слеп и му реко: "А видиш нешто, човек?" Човек поче да гледа помало и реко: "Ја видим луѓи, али они се кавочке што мрдае." Језус му ги бана још еден пут очи негове и они тога можеше да види. Како пита Језус: "А видиш?" Сега видим многу убаво и пачно. Другари, шејтан праe луѓи наше да не видит и да биде чораве, да не видиме и да не знаеме истина за Језуса, али мие требе да се крстиме Језусу и да ни отвори очи и срце наше и тога мие ќе знаме истина за Него. Сега ќе гледаме слика со број 24. Језус лечи едно дете од болест од дајдалеку. Еден муж му доносе сина својего ке Језуса. Дете имаше еден болест лош, што често пута се мучише и да го убие него дајдалеку. Кога дајдалеку го виде Језуса, го фрли дете на земја со едно ударене тешко. Отец негов поче да жела: "А може да не поможете, ако да сакаш, му се молим Језусу." Језус му одврати: "Све може да се уреди, ако да веруеш ке Бога." После Језус го подмора шејтана и лези надвор од него. Со едно пискане големо шејтан му илезе надвор и никад не се врати више ке дете. Језус има снага голема за све дајдалеку. Мало време после овја што било, водници од Израел Језуса го убиле. После се направи нешто најхубаво, што не било никад порано. Језус оживе и опе. Он го наптиса шејтана и мрешка за дурвек. За ово Језус е едини, најверни син Богов.